Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Сите очи овде денеска се свртени кон тропското невреме што е на работ да стане ураган додека се приближува кон Њу Орлеанс. Засега има само дожд во поголем дел од зафатеното подрачје и ветрови од околу 75 милји на час, но не за долго, велат метеоролозите. Невремето се очекува да добие сила на ураган во текот на денот и ќе продолжи да се надградува додека не се истори вистински во вечерните часови или рано утре. Жителите по должина на северното крајбрежје на заливот се подготвуваат за пречек на исак, што ќе донесе услови на тропско невреме од Луизијана до Флорида, започнувајќи за некој час. Председателот Барак Обама објави вонредна состојба во Луизијана, која на овој ден беше опустошена од друго масивно невреме, Катрина, пред 7 години. Гувернерот Боби Джиндал ги поттикна жителите од високоризичните области да заминат. Ова е прв цел ден на конвенцијата на американските републиканци кои се трудат да истакнат нивната политика и председателски кандидат, додека тропското невреме се заканува да го засени славеничкиот тон на настанот. Ромни се очекува да пристигне во Тампа, Флорида, но не е јасно дали ќе биде присутен кога неговата сопруга Ен ќе зборува на конвенцијата. Гувернерот Крис Кристи ќе заокружи вечерта со своето обраќање како главен говорник. Републиканската партија формално ја отвори номинирачката конвенција во понеделник, но сите настани беа откажани или одложени во очекување на невремето. Обама денеска и утре ќе е на кампања во Ајова, Колорадо и Вирџинија. Демократите ќе одржат својата конвенција следната недела. Пол Рајан, изборот на Мит Ромни за подпредседател, вели дека ноемвриските избори ќе го одредат курсот на државата за следната генерација. Тој со семејството се појави пред голем собир во Висконсин во понеделникот, еден ден пред да замине за Тампа. Спортистите од цел свет повторно се собираат во Лондон неделава, но овој пат тоа се параолимпици, 4200 од нив кои представуваат 160 држави. Ова ќе бидат најголеми до сега параолимписки игри, за кои повеќе ќе чуеме од нашиот известувач Ал Песен. Тоа се истите објекти што ги користеа некои британските олимписки спортисти. Но овие надпреварувачи или се слепи или имаат други физички и ментални ограничувања. Заради тоа мора да се трудат многу повеќе за да бидат успешни во нивните спортски дисциплини. Наоѓањето на вистинскиот спорт и имањето потенцијал за шампион е особено важно за овие спортисти. Меѓу нив е 21 годишната Джорџина Калинхам, една од најмладите британски параолимпици, која има церебрална парализа. Стрелањето за мене беше живот, пријателите, социјалниот живот, се беше второстепено. 100% сум фокусирана на надпреварот. Надвор тренираат членовите на британскиот параолимписки фудбалски тим. Мартин Синклер е еден од нив. Интересно е што неговиот брат играл за британскиот олимписки фудбалски тим. Тоа е сон што ми се оствари. Не мислев дека ќе дојдам до тука. Сите овие играчи се многу талентирани. Се чувствувам привилегиран да бидам со нив и историско е двајца браќа да играат во олимписки и параолимписки игри. Меѓу другите кои не веруваат дека ќе стигнат овде е 64 годишната Кейт Муреј, најстар член на британскиот тим која пред 13 години има проблем со орбетот. Сега стрелаштвото со лак ми значи се. Ме држи млада. Параолимписките игри се за медали, но имаат и поголема важност. Пени Бриско се откажала од кариерата во олимпиското движење за да помогне во кревањето на квалитетот на британскиот параолимписки тим. Таа вели не се покајала. Колку што вложив, мислам дека добив 10-кратно назад. Не требаше многу да видам дека сум вклучена во многу специјален проект, ако можам така да го наречам. Бриско вели дека квалитетот и карактерот на овие спортисти ќе помогне во бавниот процес на менување на перцепцијата за тоа што може да постигнат луѓето со посебни потреби.
Кога Кристи Мимс станала незадоволна од работата што ја вршела, се приклучила на програма за помош во кариерата, надевајќи се дека ќе ја најде професијата за која сонувала. И ја нашла. Самата станала тренер за други да ја најдат работата за која сонуваат. Еве како тоа функционира. Кога Кристи Мимс станала тренер за кариера со полно работно време, таа решила да се фокусира на жени. Вели, нив им треба повеќе помош отколку на мажите, зашто тие не секогаш се борат за тоа што го сакаат. Сочувствувам со нив зашто навистина разбирам, сум го минала тоа. Мимс вели дека помладите жени повеќе сакаат работа што би им дала слобода, додека постарите жени бараат финансиска сигурност. Но забележав дека без оглед на возраста, сите започнуваат да сваќаат дека нешто треба да сторат ако не се задоволни. Рони Каплан не е срекна на работа. Таа е главен финансиски службеник во мала фирма. Нема растеж, семеен бизнис е, а јас не сум од семејството. Каплан открила каде е страста. Сакам да работам со компјутерски системи, сметководствени системи, да ги инсталирам, да правам правила. Таа вели, Мимс и помогнала да види опции. Ми помогна да видам дека можам да направам своја фирма. Кристи Мимс советува излегување, среќавање луѓе, зашто кога луѓето те знаат и ти веруваат, полесно да ти помогнат, вели таа. Социјалните медиуми исто така не се за занемарување. Преку нив ќе чуете работи и ќе ве поврзат со луѓе што веројатно не би се случило на друг начин. Така Джеферсон Патерсон ја нашла новата работа во консултантска фирма за менеджмент. Преку LinkedIn најдов кој регрутира за фирмата и му испратив порака. Таа и се радува на новата работа, но вели тоа не е конечна дестинација за неа. Работи со тренер за кариера за натамошно да напредува. Овде во САД се почесто гледаме луѓе кои одгледуваат зеленчук, живина, плетат и прават нешта со своји раце. Тоа е сега модерно и шик и креативно и повеќе од тоа движење. Гледате Newsflash во среда. Утре во Newsflash. Ново домакинство, старомоден стил за живот за млади генерации. И тоа е се за денеска. Следете не и на интернет, каде ќе ја најдете емисијава и многу повеќе. А може да се дружиме и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер и до гледање до утре.